почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професорот по кривично право Гордан Калеџиев. Професоре, шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска е суспендирана. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева е осудена. За помалку од 5 години две шефици на обвинителства се трнати од високите раководни позиции. Што мислите, кој е помоќен во државата, обвинителството или организираниот криминал? Очигледно дека организираниот криминал има сериозни линкови со политичката елита и од таму се можни овакви, да речам, невообичаени комбинации и дури инволвирање на високи функционери од правосудството, вклучително, например, во конкретниот случај наспроти Вилма, практично директорот на финансиската полиција, исто една битна фигура во она што се вика law enforcement. Повеќе мислам дека е загрижувачки во моментот како државата реагира на имплементацијата на законите и борбата со криминалот и корупцијата. Во моментот е загрижувачки, да речам, тргање на добар дел, практично половина од обвинителството за организиран криминал, што е практично распад на системот, суспендирање исто и оставка во финансиската полиција. И малку е чудно што имаме молк од надлежните институции, владата, Министерство за правда, па дури председателот. Ја да сум на место на председателот, ценејќи оваа криза како многу проблематична за државата воопшто, би свикал дури Совет за безбедност. Мислам, по мое, оваа криза е длабока криза на проблем на власта. Оне што очигледно имаме некаков судир внатре, што доведе до оваков голем судир. Прво меѓу обвинителството и финансиската полиција и после се претвори во внатрешен судир меѓу републичкиот обвинител и обвинителката за организиран криминал, што е невообичаено. Вообичаено е обвинител да ја поддржи, да ги поддржи своите. Значи да даде поддршка на своите луѓе и да ги оневозможи притисоците врз нив. Во овие случаи некако како да застане на другата страна државниот обвинител. Дали тоа значи негова корупција на некој начин со врзано со изборот во Уставен суд или некоја друга, ние знаеме дека едноставно нашиот начин на поставување на главен обвинител, кој го назначува, односно го предлага владата, е суштински погрешен и доведува до постојани проблеми на влијание на извршната власт врз и политичката елита врз обвинителството, што е многу штетно, се разбира, со оглед на хиерархијата после внатре во обвинителството. Го спомнавте судирот, во тој контекст што мислите, кој победи, а кој изгуби во битката помеѓу обвинителството и финансиската полиција? Па за жал изгуби обвинителството. Оно што го реков, најдобро беше да продолжи постапката колку е можно против засомневањето во финансиската полиција, колку е можно без големи потреси, со некаква суспендирање или давање на предмет на друг обвинител, што е можно. Меѓутоа се разреши на многу неочекуван начин, во смисла на тоа дека практично обвинителот вината ја префрли врз своите обвинителки и се води дисциплинска и кривична постапка против нив. Доколку беше доследен, требаше и да сопре постапката против финансиската полиција, нејзиниот ВД директор. Бидејќи ако навистина има тешки злоупотреби, тогаш таа постапка е незаконска. Во тој контекст, во последното интервју, шефот на обвинителството Љубомир Јуевски тврди дека еден од главните пропусти во обвинителството е токму тоа што постапката против директорот на финансовата полиција Арафат Муареми не се води преку специјализираното оделение во обвинителството, а од друга страна во истото интервју Јуевски тврди дека не се мешал во работата на обвинителката Русковска. Што може да се заклучи од ова? Прво, ова не е сериозна процесна повреда во никој случај. Зошто?
обвинителството секојаш единствен орган и може од X причини оваа надлежност која што ја предвидува он повеќе организацијски и затоа и странките не може да се жалат ако постапува друг обвинител. За разлика од судот ако е ненадлежен. И е преценета, да речам. Идејата не ја повредува дури ни идејата заради која што постои оваа норма. Јас бев во групата што го работеше овој дел на законот. Значи идејата тука е обратно да не се избегне постапување. Ако обвинителот тој или било кој друг во крајна линија ово оделение е исто ке Вилма, така што е малку претерано и тоа оделение е исто пошто не се знае колку работа ќе имаат тие со случаи со тортура и слични злоупотреби. А колку ќе имаат другите, е нормално овие да работат и на тоа и други да работат кај нив по потреба. Например, ако има повеќе случаи, а не знам, 2 се на одмор, некои од другите колеги ќе дојде, ќе работи за ова оделение. Значи идејата е сосема спротивна да спречи непостапување, а не да биде пречка за постапување. Сега ја извртува обвинителот идејата и се искача дека е проблем што постапуваат. Тоа е вештечки создаден проблем и мислам дека особено реакцијата негова е предимензионирана, тоа што покажува дека е уствари тој проблем излечен како сега да се најде некој основ со сила. Во крајна линија, кој има интерес од ваква постапка во која што и обвинителката е трната на страна, па и виде директорот на финансиската полиција? Тие што веројатно имале моќ да влијаат и врз едните и врз другите, во конкретниот случај се личи како да покажале отпор од обвинителките, продолжиле со некои истраги за кои што им било кажано да не ги водат или да ги сопрат и личи дека тие се повеќе во конкретниот случај жртва на некој што е заинтересиран да не се истражуваат определени структури. Дали таковната состојба ги уништува шансите на Русковска да биде заменик на Јоевски, откако ќе им истече мандатот и на двајцата? Да биде заменик на Јоевски, практично шансите се минимални, доколку, ако остане ова решение да го предлага владата, обвинителот, може да се само доколку се смени власта. Ова може да и донесе поени, како борец против влијанија политички едно, друго, трето. Ако успее добро да ги аргументира и ако ја поддржат, до сега гледаме нема поддршка за жал, многу резервирано го следат и меѓународната заедница, амбасадите и Европската унија, зачудувачки можеби бараат повеќе информации. За мене оваа состојба е алармантна во смисла дека се распаѓа правниот систем. А колку оваа ситуација дополнително ќе ја намали довербата во судство од 8%? Во нашава држава правдата ве стига само ако се паркирате погрешно, па ако ќе дое во 80% од случаите. Све друго, мене ми украдоа велосипед, џабе го пријавив. За друго потешко се одговара, да. Кога зборуваме за правда и за доверба во судството, опозицијата постојано во јавноста критикува дека една од причините за недовербата меѓу другото е така наречената недопирливост на функционерите на ДУИ. Како вие коментирате ваквата перцепција? Знаеме дека ДУИ у суштина се недопирливи и имаме многу малку случаи за корупција во тој дел, иако знаеме дека во добар дел моќта на оваа политичка структура е голема. Има многу зборувања за криминал и корупција, а не гледаме никакви постапки и тоа кај луѓето остава впечаток дека се тие некоја заштитена бела мечка. А колку од ова се е точно јас не можам да знам, но очигледно е дека нешто има во ова, бидејќи добар дел од големите бизниси се практично во нивни раце. Собранието веќе втора година не смогнува сили за избор на нови уставни суди. За 2 месеци истекува мандатот и на уставната судика Валентина Маркудова. Што мислите, како тоа влијае на работата и на интегритетот на Уставниот суд? Интегритетот на Уставниот суд одамна е разнишен, односно и довербата и во оваа институција, која во минатото исто така беше искористувана со политичка позадина.
а и начинот на избор се чини несоодветен, имаат лесен пристап. Не само до оваа институција, ние наистина треба да покажеме, а тој власта многу одговорна, да покажеме дека сме сериозни во изборот на овакви важни структури, значи не само тука во судскиот совет и слично. Гледате се, председателот на судскиот совет нема ја не ја познавам лично, меѓутоа нема таква позадина и тежина за да се носи со функцијата. На кого му одговара ова неделување на собранието да изберат нови уставни судии, а со тоа дополнително да се нарушува легитимитетот на уставниот суд? Вкупните услови што се создавани на недоверба и на обид, генералниот пристап и вербата на партиите да веруваат дека е нормално дека тие треба да имаат влијание врз институциите преку пласирање на своји луѓе и тука тие се натегаат и се надмудруваат. По мене тоа треба да биде воопшто надвор од партиските интереси, да биде државен интерес, што партиите првенствено ќе го респектираат и на овие места и самите да предлагаат. Нашите политички партии, за жал, генерално пристапуваат кон власта за добивање на привилегии и овој начин го сметаат за еден вид да ги почастат своите активисти, да остварат натамошни влијанија, значи ставање на собствените интереси, партиски и лични, пред државните интереси. Тоа се разбира очено и не може да доведе ниту до квалитет, ниту до владење на правото. И мислам дека во добар дел извор на целата таа приказка и корупција се и политичките партии кои што вака гледаат врз политиката како добивање кои ќе дојдат на власт привилегии, а не одговорност. Ви благодарам многу за вашето време. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.